На Божикниот ручек на ова Божикна трпеза седна околу 500 деца од различни целни групи, деца на загинатите бранители, деца од социјално загрозени семејства, деца со посебни потреби и деца истакнати членови на Македонија, значи Елем. Плакета за пријател на децата оваа година добива хотел Линекс Горица, Христијан Тодоровски и Алкалуид. Традиционално локалната самоуправа секогаш го поддржува и јас лично присуствувам на овој традиционален Божичен ручек организиран од страна на детската амбасада за сите деца. Празник игрењето Христов Божик треба да го поминеме со најблиските, а ова прилика нашите најблиските се децата од цела Македонија и очевидно да понатаму војнина имаат здравје, среќа, успех, радост, имаат безбришно детство и што повеќе да се сеќаваме на овие деца да се налагаат и да доживо во последно време ангелите бе еден и Бог, односно деца. Христос се роди, бил Божи, честитите различно Божи, имам воздушност е раѓане на Македонија.
Почитувани пријатели, поддржувачи од децата, драги деца, почитувани новинари и представници на медиумите, дами и господо, добар ден и добре дојдовте на овој 11-ти поред Божиќен ручек. Моја е честа од името на Детската амбасада, како и од мое лично име, да ви посакам добар ден и добре дојдовте со христијанскиот поздрав Христос се роди. Денес со нас е и незината екселенција, дете амбасадорот за сите деца во светот, Јана Неделковска, ја повикувам да ве поздрави. Повелете, Ваша екселенција. Драги деца, почитувани гости, дами и господа, пријатели на Детската амбасада. Ми представува огромно задоволство и оваа година да ви се обратам од оваа говорница. Знаејќи ги трудот и посветеноста на тимот на Детската амбасада, лесно можам да кажам дека оваа манифестација е организирана со најголемата љубов кон нас децата. Денес, во оваа сала, сите ние сме еднакви во славењето на најголемиот христијански празник, Христовото раѓање Божи. Сакам да им се заблагодарам на пријателите на Детската амбасада за постојаната поддршка која што тие ја пружат, на тимот на амбасадата за нивниот постојан труд и на вас, нашите денешни гости, за вашето присуство на овој свет ден. Овде на оваа говорница ја имам можноста да им се обратам на 500 деца од Република Македонија и да им посакам само здравје, љубов, среќа и успех во новата 2017 година. Нека годината што следи биде една од најубавите за нас. Во свет на кој најмногу му треба мир, ние започнуваме годината собрани на една голема маса, делејќи една иста трпеза во чест на нашиот Бог Исус Христос, но и во чест на мирот кој што сакаме да го видиме во светот. Како луѓе, како деца и како поединци, не има различни во секој аспект. Машки и женски, големи и мали, црни и бели, христијани и муслимани. Но ете денес, на оваа трпеза сите сме исто, под истото небо и истото сонце. Со истата желба за подобар свет и истата насмевка на нашите весели лица. Честа денес да ви посакам убави мигови, да се сакаме и да се дружиме. Од дното на срцето на Детската амбасада е голема. Но како дете амбасадор, желбата за еднакост и среќа меѓу децата е најголема. Во годината што предстои, посакувам сите да се бориме за нашата права, за нашиот живот и за нашата среќа. А сега ве поздравувам. Христос се роди. Ваше високо преосвештенство, митрополит Преспанско-Пелагониски, администратор австралиски и новозеландски, господин Петар, Ваша екселенцијо, Јана Неделковска, почитуван градоначалник на нашиот убав Прилеп, господин Маријан Ристевски, почитувани пријатели на Детската амбасада, деца наши најмили, дами и господа, со посебна чест на овој 11-ти Божиќен ручек го поздравувам почитуваните за жал не ни се гости на Елем, представници. Временските услови ги спречија да дојдат, но секако сакам да кажам дека се добитници на престижното признание Орден за носител на мирот. Во знак на нивниот неприкосновен придонес за зимскиот камп, кој што се реализира веќе 12 години и во кој земаат учество повеќе од 1000 деца од повеќе целни групи. Децата од сите целни групи, од сите краеви на Република Македонија, ова е еден јасен сигнал за сите пастири на нашето општество, дека ова е нашата држава обединета, каде сме сите заедно, од сите застапени верски заедници, со повеќе говорни мајчини јазици, под едно небо. Едно е небото за сите деца. Драги најмили наши деца, почитувани дами и господа, во оваа прилика моја честа да пренесам искрени поздрави до сите присутни и сите пред малите екрани од незината екселенција, амбасадорот на сите деца на светот, господја Гордана Нацева, и од нашиот генерален секретар, господинот Дамјан Стојановски. Како и во името на Детската амбасада за сите деца во светот,
Принесувам честитки за среќна, весела, исполнета со љубов, мир и благосостојба новата 2017 година, како и честитки по повод Христовото раѓање, денешниот голем ден Божи. Токму овој 11-ти поред Божикен ручек ја отпочнува јубилејната година која одбележува 20 години постоење на детската амбасада. Да го благослови овој Божикен ручек, го поканувам градоначалникот на општина Прилеп, господинот Маријан Ристевски. Почитуван дедо Владика, Преспанско-Праведолински австралијско-новозеландски, господин Петар, Ваша ексцеленцијо, дете амбасадор на детската амбасада, почитувана Александра, извршен директор на детската амбасада и членови на детската амбасада, почитувани родители, драги гости, пред се почитувани дечина. Ова прилика да упатам голема благодарност секогаш до донаторите кои го поддржуваат, бидејќи овој Божичен ручек тука во градот под Марковите кули не прави едно големо семејство, да сите заедно го прославиме овој голем христијански празник Божи, да се почистуваме сите еднакви и можеме да помагаме на различните ранливи категории на луѓе, граѓани и дечина во Република Македонија. Овој Божик не зближува сите нас, не потсеќа за хуманоста која што секогаш треба да имаме пред се, а локалната самоуправа поддржува секогаш голем број на хуманитарни настани и активности во текот на годината, вклучувајќи го и почетокот на оваа година со овој голем Божикен ручек. Нека е пријатен ручекот, Господ здравје да дава на сите, да се гледаме за убави работи, среќа, берејќи успех да имате децата што повеќе да учат и да се едуцираат. Тие се нашата иднина и на крајот овој говор го завршувам со големиот христијански празник Христос се роди. Христос се роди. Христос се роди. Христос се роди. Нека е честити за многогодини празникот, драги деца, родители, господине градоначалниче на град Прилеп Маријан Ристевски. Исто така ја поздравувам директорката на ова амбасада, господината Александра Северковска Стојановски и детето амбасадор Јана Неделковска. За децата од амбасадата од целиот свет што го правиме овој празник едно сенародно славење и празнување овде во Прилеп во овој хотел Кристал Палас. Денес имавме посебна прекрасна представа. Стана наша храна е Синот Божи Господ Исус Христос, кој што се роди во пештера и со нас луѓето во се изедначи освен во гревот, и така заради Христа нашиот Бог и Спасител, на раѓањето на Синот Божи, кој станува човек, раѓајќи се како мало дете или мал Бог, наречен Божик. И токму сите мислам разбравме, почнувајќи од најмалите деца кои имаат чисти ангелски души, а тие најмногу ја разбраа представата што ни беше тука. И деца што припаѓаат на соодвет на друга некоја вероисповед, но не е лажна, туку вистински упатена кон вистинскиот Севишниот Бог, тогаш не може да има кризи во една заедница верска, не може да има кризи и во едно општество како што е нашето. А така во тој дух и ние да се подсетиме дека кога се родил Господ Исус Христос, небото дало звезда, а звездата ги донесла токму на местото на раѓањето мудреците од исток, тројцата мудреци што ги представувале трите народи, односно трите раси или врсти на народи.
му даде на Христа нашиот Бог и Спасител. Дева, Пресвета Богородица све му ја дале, бидејќи од човечкиот род е таа, која била чиста и пречиста, и се удостоила во незината света утроба да се всели Синот Божи, Господ Исус Христос, кој станал мал Бог, мало дете и дошол во светот заради нас и заради нашето спасение. Роди, Христос се роди, Христос се роди, нека е честит празникот и за многу години. А сега ги повикувам и свештените лица тука си покрај мене да станеме си да се помолиме и да ја благословиме за песната. Рождество Твое, Христе Боже, наш носија миро, висјет разума, небо звездам служа, шти звездою чакуся, Тебе кланятися, сонцу правди, и Тебе ведети с висоти востока, Господи, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и нине и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Високо преосвященнейши владико, святи благослови. Христе Боже, благослови го јадењето и пиењето на Твоите чеда и умножи го овој дом, овој град, нашата татковина Македонија и целиот свет, зашто свет си сега и секогаш и во веки веков. Христос се роди! Христос се роди! Христос се роди! Нека е честит празникот и за многу години. На детската амбасада има и за нашиот македонски идол Христијан Тодоровски, кој покрај неговиот ангажман денес, но и во изминатите години, на неговиот именден го споделува неговото време за повесел Божиќен ручек. Го поканувам да ја прими плакетата пријател на децата. Честитам и пенденот на кикосите заедно. Наша е честа да се заблагодариме на мирољубивиот човек кој никогаш не ги заборава децата од детската амбасада и кој ни ја благословува божихната трпеза на овој прекрасен ден. Го поканувам неговото високо преосвештенство господин Петар да ја прими благодарницата од наше име.
поканувам градоначалникот на најубавата општина во Република Македонија, општина Прилеп, господин Маријан Истерски, да ја прими благодарницата од наше име. Детската амбасада за сите деца во светот се заблагодарува за поддршката која вроди плод на една искрена соработка, која што се надеваме ќе премини во традиција. Го поканувам представникот од Охридска банка Скопје, раководител на филијалата во Прилеп, господин Димитар Марковски, да ја прими благодарницата од наше име. Со надеж дека ова дружење ќе вроди плод на долгогодишна соработка, го поканувам представникот од реномираната компанија Кромберг и Шуберт од Битола, господин Тома Томовски, да ја прими благодарницата од наше име. Голема благодарности до локалната самоуправа на општина Прилеп, Прилепска пивара, Алкалоид од Скопје, Дрексел Маер од Кавадарци, Реплек од Скопје, Жикол од Струмица, Марковски 73 од Струга, Хотел Инекс Горица од Охрид, Битолска млекара од Битола, Мак Прогрес од Струмица, Жито Лукс од Скопје, Медија Принт Македонија од Скопје, Сити Медија Прилеп, Акцент Медија од Скопје, нашите медиумски покровители, Македонска радиотелевизија, Канал 5, Алфа телевизија, Наша ТВ, Телевизија Ел, Канал Визија, Тера телевизија, Весниците, Дневник, Утрински весник и Вест, Веб, порталите Репортер, Плюс, Инфо, Бриф, 10 без 10, Револуционер, Шеталиште и Маркукуле, кои оваа година несебично споделија радост со нас и го најавуваа овај значаен настан. А сега го најавувам нашиот Кико, ајде сите заедно да се забавуваме и да пееме. Само да ве подсетам дека за вас се спремени пакетчиња, после настапот од Кико ќе бидат доделени. Ајде еден аплауз за Кико. Dobro znam što me čeka, ako se javam glasot tvoj ke mi zeme i pamet istri. Sam si leti od včera, kraj obostava, mama potajno sakam, da zadzvoniš ti. Po dva, po tri, nikoj drugov sem ti, da smenjam brojke, poznaješ li? I ista greška postrutiva pravam, pravam.
Кога мисла имам се, кога шумне осаме, кога сонце огрева, дори тогаш ленувам и будем цела ноќ сонувам. Кога чекам на тебе, тогаш јас ти доаѓам, кога сум несигурен, тогаш јас се сомневам. Не знам дали се уште, ти значам кали се од цел, но љубовта е све што имам за тебе. Што имам за тебе. Што имам за тебе. Што imam za tebe. Na ovoj sveti si mi sve i ne sakam da pomislam ja sve na ovoj sve. Da li sve to cel, no ljubav daje sve što imam za tebe. Nema ništa da zove, do tebe peški jaz bi odlevo, samo da te vidim barem ušte jednaš dene znam. Sada pita srednje što su došlo makaj tebe, da vidiš koliko tvoja ta ljubav podroba nebo. Ne grej ako su sam na snegu, sam na snegu. Prašaj me i jaz kad ti kažam koliko ljubavta za site je važna. Dobro znam kako je da ostaneš sam, bo život od tvoja je takav, neko ljubav na nekoj patla ti bez glas na ova ladno talka. Nema ništa da me zove, do tebe pečki jaz bi odlego, samo da te vidim barem ušte jednaš dene znam. Sada vidim sregneš samo da te vidim barem ušte jednaš dene znam. Sada vidim
Jaz te sakam, jaz bi bili heroj.